Најпрво да ве поздравам, да се заблагодарам за интересот. Имавме денеска навистина успешна, плодна, би рекол, и многу поучна средба со луѓето кои што се дел од Масит Комората. Секогаш е задоволство да се разговара со овие луѓе. Она кое што можев да го забележам од средбата се импресивните бројки кои што во услови на корона пандемија, во услови на криза, оваа комора ги остварува, односно членките на ИКТ индустријата ги оствариле во 2020 година. Обртот на компаниите е околу 1 милиарда евра, бројот на вработени е повеќе од 16.000 кои што се во моментот, и сите овие бројки се споредено со минатата 2019 година во раст, би рекол двоцифрен 10 и повеќе проценти. Она кое што исто така импозантно и кое што треба да се спомене е дека извозот практично на компаниите од ИКТ индустријата на годишно ниво во 2020 година е повеќе од 230 милиони евра. Данокот кој што го платиле овие компании, а кој што е резултат на профитот кој што го оствариле некаде околу 12,5 милиони евра, значи сериозна бројка која што влегува во буџетот, но на кое што недостасува е соодветната клима и поддршката од страна на владата и исполнување, се разбира, на ветувањата кои што биле дадени за време на предвремените парламентарни избори во делот на даночната политика, во делот на работните односи и така натаму. Така што со еден збор, догата приказана накратко, потребно е да се стимулираат овие компании, потребно е да се поддржат. Ние како ВМРО ДПМН имаме сериозна програма во делот на дигитализацијата, која што практично беше и составен дел од нашата предизборна кампања. Она кое што го гледаме денеска од владата е се само не дигитализација, бидејќи често пати од нивна страна беше неуано, нити има некаков почеток по тоа прашање. Но како ВМРО ДПМН во иднина сериозно ќе работиме, затоа што длабоко сум уверен и како инженер и како, би рекол, универзитетски професор, дека општество кое што нема да биде дигитализирано се доведува под знак прашање и неговото постоење како такво општество. Така што уште еднашка благодарам и до претседателката и до луѓето кои што се дел од Масит Комората за денешниот состанок и за сето на кој што денеска беше разговарано. Господин Повелете, Мицковски, ако имате прашања, повелете. може на прва темата. Денеска Рашковски поднесе оставка. Од вашата партија се состав дека оставка со притисок тоа е недоволно. Што треба според вас да се направи? Оставка треба да си поднесе оваа цела криминална влада, не треба Рашковски да си поднесе. Рашковски одамна треба да биде таму каде што припаѓа, тоа е во затвор. Не може службеник со плата од неколку стотици евра или професор на факултет да поседува и да гради хациенди со по илјадници метри квадратни, да летува и да дезертира во ек на пандемија таму каде што беше и да ни кажува дека биле ефтини аранжманите, да се вози со нови джипови од 780.000 евра, ако се негови, не знам, така искочи информации по медиумите. Ако се тоа се потврди како точно, ова е уште еден срам и блам на оваа влада. Бидејќи лицето кое што до вчера беше еден од најблиските соработници на Зоран Заев, можете да замислите што прави тој ако овој вака неколку стократно го зголемил своето богатство, тогаш кој знае што се случува со овие другите. Срамота ова што се случува. И оставката е, би рекол, прв морален чин да се случи нешто иако порано требаше да се случи, но ова треба да продолжи во континуитет и со владата. И она кое што можам да го кажам, и како негов колега се срамам што вакви луѓе воопшто се мои колеги од универзитетот, иако сме на различни факултети. Во однос на аферата со пасошите, изнесовте одредени информации за тоа кој се поседува фалсификуван македонски пасош. Изнесувате сомневања дека највисокиот врв на власта е вмешан во овој криминал. Дали можеме да очекуваме ВМРО ДПМН да излезе со некакви информации и докази дека директно посочените Заев и Спасовски биле запознани или биле вклучени во оваа афера? Па зарем некој верува во Македонија дека службеникот кој што таму слика или зема од отпечатоци од прсти е тој кој што се запознал со Јован Вукотич или со Седат Пекер или со оној кој што пере пари за Нандрета или оној шпанецон кој што е осуден за трговија со кокаин, се тие кои што се одговорни за ова што се случило. Зарем вие мислите дека овие луѓе се тие кои што практично се носители на оваа афера? Седат Пекер беше во Македонија повеќе од 3 месеци. Не е возможно да не знаат официјалните лица во владата кога тој шета, руча, се забавува со коалиционите партнери на Зоран Заев, пратеници и така натаму.
Јован Вукотич 3 пати полетувал од Скопскиот аеродром. Петровец, влезен, регистриран, самиот тој вели, јас на легален начин си го добив пасошот, отидов, дадов отпечаток од прст, ме слика и заврши таа работа. Тој не вели дека не бил негов процедурата била нелегална, едноставно името кое што е таму не е неговото. Вика да, тука можам да прифатам во исказот што го дава пред заменик јавниот обвинител во Белградскиот суд, дека да, името не е тоа, но све друго е мое. И прашајте ги во владата дали ги поништија овие пасоши, патни исправи. Дали некој знае дека владата ги поништија? Дали уште се важечки тие патни исправи? Дали можеби во изминатите денови, користејќи ги овие патни исправи, уште некој е обезглавен во светот, бидејќи да имав такви закани од текот на минатата недела дека ќе бидам обезглавен, дали некој обезглавен, дали е отворена нова банкарска сметка, каде што треба да поминат неколку милиони евра стекнати на незаконски начин поради трговија со опојни дроги и така натаму. Прашајте го дали некој ги ја поништил важноста на овие пасоши. Имате ли таква информација? Јас немам. Прашајте ги од владата, прашајте ги од МВР или кој е таму надлежен за ова, дали овие пасоши се уште функционални и дали во овој период од откривање на аферата до денеска, поминате се 2 недели, овие луѓе може слободно да се движат со овие пасоши низ светот. Ја мислам дека никој не ни даде информација дали овие пасоши се можда убиство е направено по налог на овие луѓе. Власта го повикува обвинителството да отвори истрага за како што тврдат вашиот обид за саботажа на полициската акција за фалсификуваните пасоши. Стравувате ли дека би можело да биде отворена таква постапка против вас? Слободно нека тераат све што мислат дека треба да прават, нека прават, а јас ќе продолжам да се борам против криминалците во владата кои што ги предводат Зоран Заев и Оливер Спасовски. Слободно они нека тераат што мислат, нека тераат, нека прават, а јас ќе продолжам да ги откривам нивните афери и нивниот криминал. Рековте сте добивале закани, може да ни откриете од кого сте добивале закани? Па јас кога би знаел, би било многу полесно да се справам со тие кукавици кои што се закануваат, бидејќи се анонимни. Пријавите во? Каде да пријавам? Тие што ме оставија без обезбедување под изговор дека не е мојот живот под опасност. Јас ви реков и да ми доделат, кажав на едно интервју, нема да го прифатам тоа обезбедување. Сам се шетам, сам ќе продолжам да се шетам, така што кај овие луѓе немам намера ништо да барам, нити па да пријавам. Дали ВМРО ДПМН ќе даде поддршка во собрание на измените во законот со кои се овозможува поевтино лечење на ковид пациентите во приватните болници? Не само што ќе даде, туку и ќе предложи да тоа се прошири и на оние пациенти кои што до сега ги користеа услугите на приватните болници, односно да го имаат соодветен доказ, да го приложат и државата е должна на тие луѓе да им ги рефундира трошоците, затоа што 14 месеци потоа 4000 починати луѓе, повеќе од 130.000 заболени луѓе и денеска им текнува на нив, тоест вчера, дека треба да ги ограничат услугите кај приватните болници. Тоа требаше на почеток да се случи. Но кога веќе не се случи на почеток, дајте барем на овие да им помогнеме како држава и да им ги рефундираме трошоците кои што до сега ги направија. Не на овие од сега, светот не почнува од сега, 14 месеци, 4100 починати, 130 и повеќе илјади заболени луѓе официјално, а не официјално кој знае колку се. Дајте на сите тие кои што биле во приватните болници, бидејќи немало место во државните, да им ги рефундира државата. Тоа ќе го предложи ВМРО да понајде да ги видиме Венко и Зоран дали ќе го прифатат тој предлог, а ние ќе го поддржиме. Имаше, вие бевте во државна болница, меѓутоа не баравте да се префрлите во приватна. Гледаме дека некои, да кажеме така, официјални лица, не од партијата, од политиката се префрла. Зошто вие одлучивте да останете таму, а не да отидете во приватната? Имавте доерба или сметате дека таму цените се превисоки, односно дали имаше место или немаше, како што видите? Видете, ја разбирам формата на вашето прашање и лукавоста би рекол. Јас сум син на мајка доктор која што цел живот работела во јавното здравство. Имам 100% доверба во јавното здравство. Растен сум, образован од платата на мојата мајка која што беше матичен лекар, имаше повеќе од 2500 пациенти во поликлиниката во Ѓорче. Верувам во јавното здравство и не погрешив што останам во клиниката за инфективни болести. Ја користам уште еднашка по не знам кој пат оваа прилика еве да се заблагодарам на медицинскиот персонал во клиниката за инфективни болести, почнувајќи од хигиеничарите преку техничкиот медицински персонал до докторите кои што навистина на едно високо професионално ниво
се справуваат веќе 14 месец со пандемијата, иако условите таму не се брилјантни, сите знаеме какви се, или барем тие што биле таму знаат какви се, јас бев, точно знам какви се, но им честитам, им ја стегам раката, клекнувам пред нив и велам, ова се хероите на 21. век, ова се новите илинденци, новите партизани, новите бранители кои што спасуваат човечки животи. Не, мене ми беше прашањето, многу јавни личности се одлучија првин да идат Тоа е нивен избор. во државно, па потоа отидоа во приватно. Тоа е нивен избор. Предлогот ќе треба да се, пошто немале доверба, односно не биле задоволни услугите, па тоа ми беше дали и за тие таквите ќе важи каде што луѓето во јавното здравство на вистина се дале за да им се Затоа помогне. бев многу јасен во одговорот, реков онаму каде што немало место да бидат хоспитализирани, па како алтернатива го одбрале приватното здравство, да им бидат тие средства рефундирани. Тие кои што би рекол од други мотиви одлучиле наместо додат и да користат условите во јавното потиште во приватно здравство, се разбира тоа е нивен избор и поинаква одлука. Тоа тука е поинаков пристап. Но оние каде што немало место, а отишле во приватното здравство од немање избор, тогаш ценам дека на тие треба да им се рефундираат трошоците. И ние како ВМРО ДПМН тоа ќе го предложиме. Филипче, вела дека одлично се справуваат со корона кризата. Ваш коментар за тоа? Јас нема да коментирам, само ќе го кажам след. Мислам, не можам тоа да го коментирам, бидејќи сега ќе излезам и јас како оној папагал со кој што сака да ме споредат пред неколку месеци да се повторувам. Но, еве, јавноста нека суди. Факт е дека сме рекордери по бројот на инфицирани, на 100.000 жители, во Европа, на Балканот сигурно. Факт е дека сме рекордери, за жал, по бројот на починати луѓе, на 100.000 жители, на Балканот, ако не и во Европа. Факт е дека сме последни во Европа по бројот на имунизирани како последица на вакцинирањето. Појаве нека оцени јавноста дали добро се справуваат или најкатастрофално се справуваат во Европа двоецот Заев Филипче. Еве, јас нема да коментирам повеќе, само ги кажав фактите. Нека каже јавноста е таа која што е најголем барометар дали ние се справуваме добро или се справуваме најкатастрофално. И уште едно, како ја оценувате акцијата за справување во врска со наркотрговијата во Македонија? Паднаа полициски началници, како што можевме да видиме. Видете, јас изминатиот период често зборувам дека тоа е војската на Зоран Заев. Зошто велам војската? Во Македонија, кога се избори во прашање, притисоци, закани, уцени и подкуп не прават цивилни лица, туку прават началници и градоначалници. Ке ве подсетам, овој градоначалник, тоест се извинувам, началник во Прилеп, беше предмет на критика од страна на ВМРО ДПМН и за време на предвремените парламентарни избори. И дадовме докази. Гледаме дека не беше реагирано од страна на власта, а сега е уапсен поради тоа што е дел од трговијата со марихуаната, ние 200 килограми фатени, дел од таа мрежа. Ке подсетам на началникот во Штип, кој што беше фатен како шверцува мигранти. Слични индици, еве, вас како јавност ве усмерувам и за началникот во Струмичката полиција. Ке подсетам на началникот на Кумановската полиција кога подкупуваше луѓе со дрва на изборите во 2016 година. Кај подсетам на оној градоначалник во Ново село кој што шверцуваше Малборо пакети. Кај подсетам на двајца градоначалници на Василево и Дојран фатени беа во подкуп на изборите. Зоран Заев избори победува во Македонија со овие луѓе. И затоа Зоран Заев не мрда со прсти. И затоа ДЕА треба да дојде да ни ги уапси овие луѓе кои што се денеска главни шверцери и трафиканти со мигранти. Затоа што тоа е војската која што на избори врши притисоци, закани, уцени и подкупува за цел да Зоран Заев добие глас повеќе. И истото тоа ќе биде и понатаму. Ја повикувам меѓународна заедница, ја повикувам македонската јавност будно да ги следи овие избори. Истите овие луѓе повторно ќе бидат активни и не може ништо ВМРО да направи. И со народни стражи ниту по народ. Затоа што тие кога влегуваат од куќа во куќа и кога делат пари, се придружување и обезбедување од униформирани лица. Ова се луѓето кои што вршат подкуп, началници и градоначалници. И уште ќе паѓаат во периодот што следи. Запамтете што изборувам, уште ќе паѓаат. Господин Мицкоски, дали веќе добивте подетални информации што
немаме добиено никакви подетални информации. Она кој што го направи ВМРО ДПМН во текот на вчерашниот и денешниот ден е уште еден доказ дека станува збор за исклучително државотворна политичка партија која што се води од интересите за граѓаните и за државата. Тоа го направивме исклучиво од патриотски причини кон граѓаните и кон бизнис заедницата. Овој недоволен каков таков пакет на помош пети, како наречен, од страна на власта да стигне онаму каде што е потребен, затоа што ние веќе дојдовме во петиот месец од годината, а практично таа помош требаше да биде наменета за вториот и третиот месец. Ние сега требаше да зборуваме веќе за 6-ти, 7-ми пакет и така натаму. Ние се уште зборуваме за петиот пакет. Еве, ВМРО ДПМН ги повлече амандманите, ставот на ВМРО ДПМН по текстот нови закон е истиот, не променет. Очекуваме дека тоа е ставот и на владата и на СДСМ. Нека ги стави спикерот на гласање законите од петиот пакет и законот за државенство, нека се произнесат пратениците и да ставиме крај на ова решение.